Се искачивме на едно близко риче до селото Горни Дисан, од каде што имаме една прекрасна гледка према селото Горни Дисан. Движејќи се во правецот на север, одвоена на 100 метра од селото, ќе ја забележиме црквата Свети Никола, која што е осамена. Околу неа немаме куќи, но е близу до селската населба. Се наоѓаме во селото Горни Дисан на 12 километри од градот Неготин. Поточно се наоѓаме пред црквата Свети Никола, која што можеме да ја видиме во нашата позадина. Оваа црква се смета дека е една од најстарите цркви во нашата околија, односно во нашиот крај, затоа што имаме сознание дека потекнува незината градба уште од паганско време пред појавата на христијанството. Таа е разурната и некаде кон средината на 16 век е обновена и изградена на истите темели кои што била претходно. Потоа е разрушена и од турците, така да ова е нејзината следна градба која што е нешто проширена со дозвола од тогашниот турски ага кој што бил господар во овие краишта. Овој објект, иако во рушевина, се уште оддава слика и добивме информација за него дека истиот бил училиште за учениците од ова село во тоа време. Едниот дел бил со прозорците кои што се остаток од прозорците е училниците, додека овој мал дел бил собата на наставникот. Во тоа време наставата со учениците ја изведувале свештени лица, така да и овој гроб што го гледаме тука, тоа е гробот на покојниот наставник, кој што бил во исто време и верски свештеник на црквата, ја држал мисата во оваа црква и после неговата смрт оцеларите е погребан во дворот на црквата. Ова е главниот влез на црквата Свети Никола. Село Горни Дисан. За црквата Свети Никола во селото Горни Дисан можеме да кажеме дека истата не е под заштита на законот, што е навистина за жалење, бидејќи истата изобилува со многу убави фрески, кои што датираат од поодамнешни времиња и две од нив особено се истакнуваат по својот значај, бидејќи ја го отсликуваат настанот на градбата на црквата, а другата фреска е единствена по тоа што во многу мал број цркви на Балканот се опишени дејанијата на ѓаволот. Една од тие цркви е и оваа црква. Со сите свети, самите себе, со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи, зашто Твоја е моќта и Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови. Најпрво ќе ја погледаме првата фреска, која што е сега ја гледаме. Таа фреска ја кажува историјата на црквата како го добила своето име. Историјатот е следниот. Биле двајца сопружници во позрели години, немале деца. И тие се заветувале пред Бога дека ако добијат дете на 3 години, дека детето ќе го дадат курбан на црквата. После некое чудо и после таа нивна заклетва, тие добиваат дете, го одгледуваат до 3 години и кога таткото сакал детето да го донеси курбан на црквата, на сон му се јавил Свети Никола и му рекол: не, татко, ти нема детето да го дадиш курбан во црквата, туку на негово место, на празникот,
односно на славата во селото на Митровден, че земиш и че донесиш курбан овен, кој што ќе биде жртвуван за детето, а детето да остане да живее понатаму. Втората фреска, значајна за овој манастир, што пред малку ја спомнавме, е ова фреска во која што е прикажана борбата на доброто и лошото. Доброто го представуваат ангелите кои што можеме да ги видиме со крила и долги копја, а десно од нив може да ги видиме џаволите кои што се представници на злото. И едните и другите водат борба помеѓу себе за кој да надвладее, дали да надвладее доброто или лошото. Додека во средината на нив гледаме една човечка душа на која што се мери на кантарот. Тој кантар ги мери незините греови и незините добри дела и према тоа че се одреди дали ќе оди во рајот или пеколот. Таа душа виси на една закачена на една рака која што е поврзана со Божиот крст, а над Божиот крст се гледа представниците на нашата религија, Исус Христос, неговата мајка и другите свештени лица, така да од овој суден час каде што се мери гревовите и добрите работи на душата, може да се одеди каде таа душа ќе оди. Во мир на Господа да се помолиме. Долниот дел од сликата се гледат казнувањето од џаволите на оние лица кои што дошле во пеколот, какви страшни работи, гледаме повеќе глави лаги, птици кои што ги колват луѓето, потоа се представени колективните грешки, односно грешки на поголема група на луѓе. Тие за казна добиваат да бидат проголтани од еден голем змеј на кој што е прикажана главата, се препознаваат зъбите на неа и повише лица кои што се ги викале во тоа време неверници кои што не верувале во Бога, и овој змеј ги проголтува. Тоа е нивната казна во пеколот. Додека понаваму од композицијата и гледаме казните на мајките кои што ги напуштаат своите деца, кои што казните што недоволно ги доеле своите деца, така да има течење на млекото од дојките, како џаволот е качен ја опсетнува жената, какви маки ги врзува, ги гори во оган. Еве ова тука се гледа како мајката страда во оганот, како еве тука џаволот се изживljава со мајката, додека на оваа фреска можеме убаво да видиме дека како еден неверник кој што соработувал со џаволот и кога сватил дека прави грешки, дошол на покаяние во Светата црква и приликом неговото зборување од секој збор, од неговата уста излегувало по едно змилче. Плашејќи се тој од таквиот настан, дошол да бара покаяние во Светата црква. Додека оние што соработувале со џаволот, еве на оваа фреска може многу убаво да се види дека џаволот едно мисли, друго зборува, а трето работи. Тука тој, иако лицата биле со вера, му верувале на џавол, правеле џаволски работи, џаволот сепак и со нив се поигрувал. На едно пиење вода, тој врши нужда во нивниот сад и со тоа ги испоганува нив. Со тоа сака да каже дека во џаволот никаш не треба верба да имаш. Вакви сцени, вакви фрески во кои што е опишан пеколот се многу ретки во црквите. Ова има доста посветено, доста простор на пеколот, меѓутоа е единствена по ова што го прикажува пеколот. Да се избавиме од секаква скрб, гнев и принуда на Господа, да се помолиме. Заштити, спаси, помилуј и зачувај ме, Боже, со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија.
самите себе еден со друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега сета слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.